Турската Казанджи Груп со полна пара ја планира инвестицијата во Македонија од 1 милијарда евра. Премиерот вели дека во моментов преговара со компанијата околу локацијата на која треба да ги изгради когенеративните гасни електрани. Во игра се поголемите градови како Скопје, Тетово и Куманово, но и индустриските зони во другите градови. Мицкоски потенцира дека интензивно се работи на подготовка на зоните за влез на нови инвеститори, а владата била во преговори и со други странски компании за ваков вид на инвестиции. Имајќи предвид дека на Битола веќе ќе се затвори проблемот со затоплување, бидејќи се завршува проектот топлификација од рек Битола, не остануваат Прилеп, не останува Велес, не останува Штип, не останува Струмица, Кавадарци, така натаму да не ми замерат останатите кои што нема да ги споменам, но покрај Казанджи веќе сме во преговори со уште неколку други потенцијални инвеститори за инвестирање во ваков тип на проекти. Инвестициите на Казанджи Груп, Алказар Енерджи, Магна, Чагата и Кабело и многу други треба и тоа како да ги зголемат извозот и девизните приливи во земјава. Очекувањата се странските инвестиции да достигнат над 1 милијарда и 200 милиони евра за една година од стартот на мандатот на оваа влада. И покрај тоа што тие треба да придонесат кон економски раст од 3,7% годинава, удар врз економијата може да зададат царините од Соединетите Американски држави. Премиерот Мицкоски вели дека владата е во интензивни преговори со администрацијата на Трамп. Оптимистот дека преговорите се движат во правилна насока и дека ќе вродат со плод, откако Македонија ги сведе на нула увозните царини со САД. Тој очекува до крајот на месецот да се постигне договор. Очекувам во текот на оваа недела да имаме генерално развој на настаните во позитивна насока и фокусирани сме сега на тоа да до крајот на овој месец постигнеме договор кој што ќе значи повеќе за македонската економија и повеќе за македонските граѓани. Се разбира дека доколку не успеат Соединените Американски држави и Европската унија да се усогласат околу тарифите, дека тоа ќе има влијание и на нас. Голем придонес кон економскиот раст треба да имаат и инвестициите на домашните компании. Досега се потрошени 150 милиони евра пари од унгарскиот кредит кои беа наменети за инвестиции на компаниите. Во четврток и општините треба да ги потпишат договорите за инфраструктурните проекти кои ќе ги реализираат со унгарски пари. По информациите за минимален раст на инфлацијата, премиерот Мицкоски вели дека уште денеска ќе има состанок со министрот за економија Бесар Дурмиши, со кој врз основа на анализите ќе разговара дали и што треба да се преземе во наредниот период.